Значи, Бетиче, здраво. Фала што Здраво. си кај мене гостинка, дојде дома и се нафати да бидеш тука денес да споделиш твојата приказна како почна со ледените води и како си во армијата. Здраво на сите, фала уште еднаш што ме покана. Јас сум Бети, така позната Бетика, доаѓам од Ресен, имам 28 години, по професија сум нутриционист, ама некако како што поминува животот се пронаоѓам и во многу други различни професии. А колку време си со програмите на Pitch Army и кој е резултатот што го постигна? Со Pitch Army започна во 2019, колку што паметам, да. Со програмите се занимавам околу Добри 4 години. 4 години, да. Меѓу најпрвите. Меѓу најпрвите и искрено немаше нешто подобро што може да изберам за да се вратам во колосек после сите збиднувања во мојот живот. Сполај ми ти за тоа. Pitch Army искрено ми ја врате надежта за живот и го врате тоа Бетиче во мене што го имав загинато некаде во целиот тој процес. Кој беше тоа Бетиче? Па, таа Бети беше многу хиперактивно дете што тренираше ракомет и што 90% од животот беше хиперактивна. Кога се десе мојата сообраќајна незгода, бев во депресија и бев неподвижна и така се здобив со више килограми. Па, искрено, тогаш бев најдебела во мојот живот. Едноставно, 80 и кусур килограми имав и дебелењето мое најчесто се масти околу стомачниот појас и јас буквално си се видов како трудна жена во мојот живот и... Колку години имаше тогаш? Тогаш имав околу 20, така нешто мој вид. 20 години. Дали беше некоја тешка сообраќајна несреќа? Како се случи тука беше? Како го поднесе тоа? Сега ова е веќе emotional, ама нема проблем. Имав 18 години кога ме прегаза кола, уствари најпоќе психички паднав заради тоа што во тој период Бетика се спремаше за да заигра за будучност. Значи, мојата животна желба беше јас да се издигнам како една ракометарка, 10 години се занимавав професионално со ракомет и едноставно тука ми пропаднаа сите соништа. Моето колено и писката беа едноставно распарчени и моите доктори кажаа дека јас можно е да имам и инвалидитет во наредниот во моето опоравување. Така што ми пропаднаа буквално сите соништа и сватив дека едноставно се затвори во 4 ѕида и не сакав од никого да примам помош, зашто нели Бети дуплите лавови во мене профункционираја и луѓето што се во депресија си клават обрамбен механизам околу себе и не сакаш никого да го слушаш. Дури најблиските што ми зборуваа за мое добро, јас едноставно не ги перцепирав и не сакав да сум сама. И имаш период кој ќе сакаш да си сам и едноставно во тој период јас имав само време, слободно време, во лежечка состојба, не можеш ништо да правиш, имаш време. И сам бираш што ќе одлучиш. Мојата мисла, моето мото што ме водеше во главата беше ти не си болна, ти ќе оздравиш. Значи, мораш да изманипулираш таа емоција во себе си за да се оздравиш, иначе јас буквално оболев, јас не сакав да станам од кревет, кој ќе си во депресија заради психичка состојба многу јаеш. Значи, јаеш храна, јас не можам да сватам од една фит Бети што тренирала ракомет, што цело време се грижела за себе си, стигвиш до стадиум кај што не бираш што јаеш, едноставно јаеш. Колку долго траеше тој период? 2 години. 2 години. Значи, и тогаш дозна за програмите, тогаш влезе? Тогаш, да, случајно ми излезе на Инстаграм и гледам, не дека сите знаеме длабоко во нас што ни требит, ама понекогаш нас ни требит на луѓето некој поттик, некој да не потурне. Кој беше тригерот? Тоа ме интересира. Тригерот беше, најголемиот тригер беше тоа што кога ќе застанев пред огледало, гледав друга Бети. Не сум јас ова, која е ова? Не го прифаќаше? Не се прифаќав никако, ама најголемиот момент беше, уствари, мораш да се прифатиш.
во било каква состојба, се ежам јас. Исто, преска сум нежа. Во било каква состојба и да си, значи јас имав 80 килограми, стомаков ми беше толка вака, значи бев како трудна жена. Моментот кога јас засакав таа бетика, таа бети или бетиште или каква и да ја нареквев, значи зашо има секакви форми што ги сакаш и што не ги сакаш. Таа бети што не ја сакав јас, која засакав неа, уствари јас тогаш ја направив промената. Зошто си реков јас да сум во депресија или да тапкам во исто место, кога веќе можам да направам промена? Колку успеа да намалиш со програмите? Па цели 20 кила. Цели 20, да. Браво, Бети. И кажи ми, која е, те прашав пред малку, кој е тригерот, која е магијата што те задржи да останеш во Pitch Army и да се решиш баш во тој период да кажеш дека ја сакам новата Бети, сакам да се вратам и не можам више да живеам како порано? Магијата е групната работа и како ти се тоа го имаш организирано и склопено во едно цело. И едноставно, јас немав мака да ги пратам твоите програми. Значи, се ми беше скоцкано, се беше едноставно ти само треба just do it. Мене искрено денот ме започваше, затоа што тогаш почнав и со cold showers, cold shower и директно на вежбање. Што се случи од 2019 кога за прв пат се соочи со програмите и до сега? Што се смени со Бети? Wow, it's been a while. Па сега моментално ја гледате новата Бети, едноставно мислам дека 360 степени се сменав. Започнав со програмите, започнав со слабење. Слабењето го гаев со многу голема љубов и посветував најголемо внимание на сите оброци што ги готвев и многу е битно каква интенција ние пуштаме кога ја готвиме храната. Искрено, се беше тоа буквално од една депресивна и мрачна Бети прерасна во љубов и во една прекрасна хармонична личност што едноставно секој ден се будев јас да си изготвам, јас да си извежбам, јас да си сум јас и да си се вратам на себе си. Ослабев цели 20 кила и за 2 години. После и тие килограми ги слабев бавно и со љубов, затоа што јас имав еден преголем стомак и не сакав да имам више кожа и многу е битно да го уживате целиот процес, затоа што само така ќе го уживате и крајниот продукт. Со програмите научив како Бети правилно да се исхранви до ден денеска. И секогаш кога готвувам, помислувам на тебе и ми теквит, значи тоа треба со љубов да го направиш. Кога веќе го преш, направи го со љубов. Се фокусирав на програмите максимално и тоа е многу битно. Да си фокусиран и да едноставно no excuses. Јас станувам и ги правам сите оброци и продолжувам со денот. 20 минути не значат ништо ако ги оделиш ти за да си го скотвиш сопствениот оброк. Јас ослабив и сега веќе сега сме 2023-та, веќе 24-та, јас сум иста. Значи моите килограми немаат промена. Јас си сум во комплетен баланс и едноставно сметам дека овие програми не се само ќе ослабам и тоа е тоа. Не, ова е lifetime changing програма. И во 2019 кога последно се видовме и тогаш бас спомнав на гола вистина дека ова не е програма, ова е lifetime changing, значи едноставно промена на животот, на самото наше постоење и буквално од 2020 јас можам да кажам дека веќе 3 години само одржавам тежина и тоа е тоа. Траен ефект на здрава Бетиче добив, едноставно се пронајдов себе си. Најмногу ми се допадна тоа што кажа дека не треба да се протрчува низ процесот, дека ти си знаела имам 20 килограми за намалување, не е исто како 5, ама јас си уживам во процесот. Зошто сега кога така си ја гледам таа Бети таму, ама и на оваа не треба да и се лутам. И таа е тука, пак се ежам. Таа е тука затоа што нешто и се случило, нешто не по нејзина волја, така и ти си го пронашла балансот, си рекла дај бе јас и ова тука да си го гушнам, да си го сакам, зашто многу помило ќе ми биде кога ќе стигнам до целта. Да, и многу е битно да сватиме дека како што си ги
ставив тие 20 килограми, така треба ти пополека да си ги ослабе. Едноставно ти не можеш од гојаз на бети да барам ја сутре да сум фит или да имам стомачни. Не е тоа така, тоа не е реалност. И едноставно си веш обарат некои брзи програми, сакам ова да ослабам, не девојко. Ти си одвојала време да се здебелиш, да јаеш неуба храна, сега ќе си најдеш време да си ослабиш, си викав, значи сега како што научи да се здебели, сега ќе научиш да ослабиш. Значи, едно е да имаш дисциплина, да си строг кон себе, да си наредиш нешто, ама не да го правиш тоа со омраза кон себе. Да, мораш да внесиш љубов. Значи, љубовта и значи во целиот свет таа е најглавна точка и најсилна фреквенција и многу е битно да се сакаш во било каква состојба. На јавноста си познато, така јас секогаш те зафркавам Frozen Lady како ледената жена девојка, ама според мене ти си жена со најтопло срце и најголема емпатија. Кога го видов видеото како се соживуваш со девојките што се во вода и плачеш и дишаш со нив зашто знаеш дека нив им е ладно, ја го гледам тоа викам, не е реално, не е реално. Кажи ми, од каде се роди таа твоја желба тука? Од секогаш сакам да го лекувам телото со природна медицина или алтернативна медицина како што ја нарекуваат. И сватив дека се што докторите ми кажаа дека можам да го променам, ако длабоко ја сакам во себе да направам таква промена. И почнав да се едуцирам, нели, налетав на Вим Хоф и човекот едноставно го нарекувам и мојот втор татко. Тој ми го промени животот и како што почнав да се едуцирам, јас почнав да користам ладен туш само на мојата повредена нога. Значи немав храброст, јас претходно да земам цел туш да се истуширам, нема шанси, не. И плюс тоа бев скептик. Исто како и јас затоа ги чувствувам и тие емоции што ги видеа на моето видео, затоа што јас бев многу пониско од нив. Јас не знаев како да го ставам тушов, не знаев како да дишам, сватив дека јас дишам уствари докај што ми е тетоважава. Јас мојот воздух не го водам ни до диафрагма, ни до никаде. Следно тука диши. Да, до диафрагма. И најглавен момент беше тоа што сакав промена и сакав да ја видам Бети, сакав да ја видам здрава, сакав да дури сега како што минува времето, дури ја гледам Бети и пак ракометарка, така да ништо не е невозможно. Точно. Се е возможно, само треба длабоко во себе да посакаш. Види, ти имаш борбеноста од ракометарка, тој дел од тебе, тој дел од карактерот е останат, нигде не е изгубен, само што ти реално не одиш на утакмица, иначе ништо не е променето. На девојките кои нас слушаат, оние кои не знаат, јас и ти не се запознаваме прв пат, се знаеме уште од 2020 за време на корона. Доброволно се пријави на првата гола вистина, многу ми е мерак и дека имаме стварно на таква историја. Не се јежам цело овако интервју. Преако, вистина. И кажи ми, дали и во тој период сакаше, мислам, имаше пасија за ледени води да го правиш тоа или се роди отпосле? После, кога те запознав, првиот пат, дали тогаш сакаше нешто такво, замислуваше дека ќе го правиш тоа или се роди после тоа? После тоа беше пасијата за ладни води. Искрено, јас сум дете што е растено на планина и на село, мојата мајка од село. И јас цел живот сум била во вода, да речеме, во природа и во склопна, да речеме, поладна вода, ама никогаш не го имав осознаено фактот колку излекувачки може да делува, значи хилинг на нашево тело. И тогаш нели кој имав многу слободно време и кога бев во депресија, единствено нешто беше што имаш слободно време и ти бираш како ќе го искористиш. Јас одбрав да се едуцирам. 21 век сме и можеме се да научиме. Почнав да се едуцирам онлайн, да го практикувам дишењето на Вим Хоф, посебни техники се за дишење преку диафрагма. Па искрено Бети беше човек што се капеше со жешка вода и буквално вака си ја горев кожава, си ја репав. И јас бев најголемиот скептик што некогаш, ако некој некогаш ме прашал дали јас ќе се капам во ладни води, за на крај да завршам со рекорд на минус 34, ќе речев не, вие шо ви е вас, значи нема шанси. Ама едукацијата е се и мислам дека имаме многу погрешни уверувања, како сме ние растени, ке настиниш или не мој ова, не прај ова, не прај она. Мислам дека немат
нема врска тоа дека Тоа ми беше едноставно- следното прашање. Еве, например, јас пред 2 дена имав сликање и надвор беше 4 степени, Да. го одбрав денот и кога врне и кога е најладно и дома намерно не ни кажав на мама дека ќе сликам, зашто знаев дури на свекрва ми избегав да не ме види како сум разголена. Дај да го победиме еднаш за секогаш митот, ќе не гледаат и мајки и баби, дали е во ред да се излезе така гол, дали е студеното и дали само важи само ако си во вода или човек може да се шета гол и да зајакнува имунитет тогаш. Најголемиот елемент на издржување на ладно и на сите, да речам, тригери во телово што не прават некакво подигање на адреналин, уствари можеме да ги решиме со дишење. Ние луѓето забораваме да дишиме. Значи не е битно дали сме во вода, Да. или сме едноставно надворе ладно, а ние сме помалку, немаме толку леери на нас, значи не е битно. Може да ево и сиве да го пробате, да речеме како челендж, излегуваш надвор и најчесто обрамбениот механизам на телово се стегат сиве мускули и едноставно ти си згрчен и ти иди да се тресиш. Точно. Како треска. Понекогаш јас то тресење го оставам. Ајде, истреси се. Секое чувство е во ред. Ама кога некогаш веќе ти создават многу, да речам, како си викаш леле се смрзнав сега готово. Мене ми игра лицото, буквално не можам да го контролирам, сакам, пробувам. Ете и кога одиме на одмор, последниве 2 години кога ќе влезам колку што ти си во ова, кога влегувам во вода, ладно ми е, се тресам и се викам бетика, диши. Со тие зборови. Диш. Не ми случајно овдека вака се истетовирав диши. Дишењето е главниот елемент, па мислам и во нашиот живот. Ево и со твоеве вежби, да речам, и кога ќе вежбаме, многу е битно и правилно да изведиш некоја вежба, кога дигаш тежини или што и да е во теретана, ти мораш да дишиш, бре човече. Точно. Диши. Кои се бенефитите, Дишењето кажи ми, од ладното? И дали е исто и за мажи и за жени? Па во глобала не е исто, затоа што ние секако жените имаме многу поразлични хормони, ама бенефитите, значи како психички, така и физички. Значи една психичка база, имаме една сина точка во нашиот мозок што се активираат баш, затоа што ние во Македонија и во Балканот веруваме дека шокот не е здрав. Не, баш е обратно. Шокот е многу здрав и тој уствари нас ни го разбудви целиот систем и сите системи, да. И сите системи во нашето тело ги разбудви, како кардиоваскуларен систем, така и сите органи во нашето тело, посебно за жени, доаѓа до еден комплетен баланс на хормони. Јас имав случај каде што една жена што не можеше години да забремени, почнаа заедно со нејзиниот маж да се капат, мислам да практикуваат ладен туш, жената забремена после 3 месеци. Браво. Значи се добивате еден комплетен баланс, значи научно докажано е и човеков што го следам, нели Вим Хоф, тој е единствениот човек во планетава Земја што прави 26 светски рекорди само да му докаже на медицинава дека ние сме излечливи. Знаеш што многу ме интересира? Дали е за сите и кој може да биде почетник? Дали влие, така например, верувам дека човек со слабо срце не може од сауна веднаш да влезе во ладна вода, може да се случи најлошо. За кого е таа ладна терапија со вода и дали е за сите? Па многу е битно уствари каква позадина на живот имаме. Секако некој болен ако почне ти претходниот живот да му бил, да речеме, ајде алкохол, цигари. Точно. Секако дека ќе имаш нус ефекти како и се во животот, ама најбитно е дека немат нус ефекти и многу е битно како тоа ќе се изведе и како ти ќе го научиш, затоа што ево кај нас имаме нели за водици традиција, најчесто луѓе во пијат 2-3 раки и влегуваат во вода. Тоа е тотално погрешно, затоа што ти пред да влезеш во вода мораш да имаш спремност. Значи ти се спремаш и влегваш во комплетен баланс, значи кога влегуваш во ладна вода, ствари ти се спојува со твојот мозок и твоето тело, ти стануваш едно. И како го контролираш твоето дишење, уствари така ти можеш да едноставно да го изеш тој целиот стрес за да тој на крајот од денот ти донесе бенефит. Искрено ладни кади се препорачуваат за секого и јас ето имав можност да живеам во Скандинавија, во Финска, малечки деца од 5-6 години, уште од мали ги учат и тоа е. Во Русија прочитав дека бебињата ги вадат надвор кога преспиваат, стојат надвор. Да, за improving демек на имунитетот. Не дај Боже бабите кај нас да ги видат. Мислам,
бабите и мене ми дојде кога го прочитав тоа, ми дојде онака шум. Му стават леер, волнено, го завиткуваат во волнено цело бебе и ги остават 24 Кои се онака часа. 3 совети кои што ќе ни ги дадеш на себе на армијава, да не спремиш и да дојдеме на работилница со тебе? Дали треба, не знам, да донесеме нешто од доктор, дали треба да знаеш нашата здравствена позадина пред да дојдеме? Кои се тие трите совети кои ќе ни ги дадеш, кога ти може, ти не може? Или нема такво нешто? Па мислам дека нема такво нешто. Едноставно, сите сме доволно зрели, сите доволно знаеме до кај може да издржи нашиот организам, ама уствари моментот на ладните кади не е издржување, уствари уживање. На крајот од денот, кога ќе ја поминиме нашата едукација, дишењето и вежбите, све претходно, значи имаме целосен концепт, ние сме веќе спремни за да влеземе во ладна вода. Значи не идат кај мене луѓе, ево јас ги фрлам во ладна вода. Тогаш има процес, значи ние прво се едуцираме. Ги разбиваме тие бариери кај што имаме лоши уверувања дека ќе настиниме јајници, не ќе можеш да родиш. Тоа е се баш обратно, значи тоа едноставно живееме во заблуда и многу ми е мило што си тука и што ќе го слушнат ова моите жени, па и пошироко и тие што не се на програма, зашто е стварно корисно и баш за тоа сметам дека од Бетиче што го спомна, ракометарка, па се случила со обраќајката, те променила комплетно. Ти си сватила, пак се ежам, ти си сватила дека не си ти, тоа многу ме потсети на мене во периодот, јас кога бев после операција, кога ми рекоа дека јас можно да останам инвалид, во мене беше истата мисла. Реков, нема шанси човек како мене да биде инвалид. Јас сум родена да се движам, јас ќе успеам и на сите ќе им докажам како јас од инвалид сум станала девојче што има, не знам, најголеми мускули на нозете. Така да многу се пронајдов во твојата приказна и многу ми е мерак што не држала иста мисла и тоа што си извадила поука од тоа. Така добро, да, можеби сме имале некоја искрено јас сакав да бидам ракометарка и не ми дозволија, јас сакав да бидам голман. Не, јако. Ништо не е случајно ова. Да, исто така ми баш дома вежбавме, као ми вика зошто голман. Едноставно така, јас сум групен играч, ама сакам да бидам сама нешто кое ќе направам и многу сакам да бидам голман, да. И сакав да ја бранам тука цела екипа, не знам, сите кои ќе речат зошто голман, ете затоа. И отидовме на лекар, ми рекоа како нема шанси ти да имаш физичка активност никаква, најмалку да бидеш ракометарка и така почне и се со фитнесот. Затоа те разбирам, да, можеби сме имале желба да бидеме ракометарки, може и ќе сме биле најдобри со таков инат во нас, ама едноставно Господ не чувал за други работи, така и сега помагаме и двете на многу луѓе. Многу е битно да го прифатиш тој момент, да прифатиш, едноставно си тераш и не е за тебе, едноставно. Go with the flow, едноставно животот ќе ти дават полина, ќе се отворат, некои ќе се затворат, некои ќе се отворат. Мислам, може сме биле сочувани баш да помагаме на други луѓе и многу ми е померак што да, што имаме можност да му поможеме на поиќе. Баш затоа си огромен херој, стварно многу сум радосна што си тука. Имам милион прашања поврзани со ладните води лично за мене и после и за сите девојчиња, така. Знам дека се плашат и затоа сакам да те повикам дали овој месец, дали следниот како си слободна да бидеш експерт и да учествуваш на нашата онлайн работилница со армијата која што е во приватната група. Верувам дека и они имаат мал милион прашања за тебе и да организираме една работилница ледена за армијата баш со тебе. Ќе ми биде чест и задоволство да можам и многу повеќе жени да инспирирам. Искрено и претходниве работилници најчесто похрабри биле жените и поголем бил процентот на жени што се има досега пријавено на мои работилници, така да сум отворена и стојам на располагање. Една женска ера и стварно треба да го покажеме вистинското лице. И за крај кажи ми со кој ти е полесно во животот? Кој прави да бидеш тоа што си ти, кој ти носи ветер во грбот? Која прави Бетика? Мислам дека сите имаме некоја позадина и поддршка од нашите створители, родители, ама мислам дека најголема поддршка и кој стои зад мене сум единствено јас. Значи, никој нема да стане за мене, никој нема да стане за Бетика и да речете и денеска јас одам во ладна вода, денеска одам да извежбам, денеска решавам да се хранам здраво. Никој. Ти си, и јас секогаш викам, it's always you was you. Значи, ти си и ти си. Ако се бори за себе. Ти имаш храм, тело на овој свет и едноставно
Тоа е, ова е нашето тело, ова е нашиот храм. Ти ќе одлучиш како ќе го носиш ова тело и дали ќе си здрав. И едноставно сметам дека секоја жена на овој свет така треба да се гледа себе си во било која состојба. Ти си, прифати без се. сожалување, без да, ништо, значи газиме, што и да ни се случува, со што и да не мава животот, одиме напред. И тоа е тоа размислување. Ама стварно е така. Чекај, никој уште друг за крај. нема. Секунда. Кој ќе те станет. Ова е нешто најмалку што можам во моментов да ти подарам, ама еден мал успомен од Пичар ми да знаеш дека ти си Пичар ми херој, ти си херој на многу луѓе, верувам, ама и нашиот. Thank you very much. Леле. Кат. Леле. Се ежав цело овакво се уште се ежам. Кај ме посети Дип искрено. за ракомет, ја немам на никој кажано, само Кира знае. Само Кира знае. Преако.